Во органското производство што е најбитно? Најбитно е ние први да ја заштитиме околината, подземните води, па после нас, значи храната, значи производот. Најбитно е први да штитиме околината. Значи без нега не може да се разбереме точно и без прскање не може. Прашањето е со што се прскада, а не дали се прскада. Преспа би требало да биде зелена дестинација и може да биде единствена зелена дестинација. Ние младите правиме се што е во наша можност за Преспа да остане едно значајно богатство кое што ние ќе го чуваме. Сончевите зраци што туку ги покрија овошните насади во Преспа, Пере и Рахела Транталовски веќе беа навлезени меѓу редовите сојаболкници. Море како си ги дотерала, ти овие ќе барат пак да ги решиш. Не играм жими очи. Какви кројачи, какви решачи се имаат појавено. Само гледат дневница да земи денес. И ќе му влезит. Дали ќе има после врот или не, ична му е гајле. Пази, најдобро. Звукот на ножиците за кроење и кршењето на гранките беа знак дека сезоната е почната. Пред да пристигне пролетта и да расцветаат, земјоделците мора да ги подготват овошките. Работа има, но многу повеќе кога производството е органско. Да, ова е органски насад, се познаа, тука има, значи не се користит хемикалија од глифосати, мислам за хербициди, за трева, горе нормално користиме органски препарати, нема хемија. Семејството Транталовски веќе 15 години имаат органски насади со лешници. Пред 4 години одлучили и 5 хектари јаболка да ги одгледуваат исклучиво на природен начин, без употреба на какви било хемикалии. Имаат и сливи и праскија во органското производство, вклучили и цреши и малини. Во органското производство што е најбитно? Најбитно е ние први да ја заштитиме околината, подземните води, па после нас, значи храната, значи производот. Најбитно е први да штитиме околината. Затоа се користат органските производи се поскапи. Ние гледаме да има баланс во природата. Значи да имаме штетниците да ги јадат предаторите. Разликата помеѓу органското и конвенционалното производство, првино здравствена гледна точка, органското производство е здрава храна, значи на прво место. Конвенционалното може да има остатоци од пестициди, се зависи и од третирањето, начинот, кога третирале. Од економска гледна точка, органското мора да е поскапо од конвенционалното, затоа што први имаме поголем ризик на одгледување, а после имаме помал приход. Значи, приходот ни е намален и овошниве насади ние мораме да ги регенерираме. Значи, овошните насади не се толку трајни како што се во конвенционалното производство. Помал принос, но со многу поголем квалитет. Природните сокови и финалните производи од овој овоштарник имаат посебно место. Ние сме во рурална средина, каде што немаме голема потрошувачка и одиме во поголемите градови. Скопје ни е, значи, центарот на продажба. Редовно сме во Скопје, а организираме и годишно имаме повеќе саеми. Надвор од државава до сега немаме. Имаме пробано за мала количина, али мислам дека доволно е тука да се испромовираат нашето производство и нашите потрошувачи да ја користат нашава храна. Топло добре дојде во Преспа, во срцето на Преспа во целата Царев двор. Добро ве најдовме, благодарам што не примивте. Кирил Перцуловски во 2007 година го напуштил животот во Скопје и одлучил да се врати во родниот крај. Во Царев двор ги обновил насадите на неговиот татко и станал еден од првите органски производители. Повеќе од една деценија се обидува да ја заштити природата во Преспа, но и да добие здрав и еколошки производ.
сите уште постои големо непознавање. Значи, многу чести прашања, во минатото посебно, па и сега се случува, колку пати ги прскаш, вика, јас сум од Преспа потекло, не знам што, и ја знам дека без прскање не може, значи без нега не може, да се разбереме точно, и без прскање не може. Прашањето е со што се прскада, а не дали се прскада. Би сакал да назначам во еден плод органски, содржината на нутриенти, на микро и макро елементи, е за 3 пати поголема од конвенционалното производство. Што значи тоа? За да го добиеш она содржина што има еден плод во органското производство, треба да изведеш, да исконсумираш 3 од добиени по конвенционален пат. Ако е 50 денари на пазар, да речеме јаболкото, конвенционално, тогаш за да ги добиете тие сите поволности како содржина од јаболкото, ќе треба да искористите 3 килограми јаболко наспроти едно кој кошта 100 денари, да речеме. Сметам дека е нормална цена и прифатлива за секој еден граѓанин. Кај на себе ќе ви замолам, пробајте и дали ќе направите како консумент, вие разлика, првична разлика помеѓу конвенционалното и еве како органско, она што ги разликува како плод е пред се формата, нели? Визуалниот ефект е поинаков, ќе најдете и црвче, флекичка. Ама морам да кажам и вкусот е различен. Значи, Се чувствува некоја цветна арома во вкусот на ова аромите, јаболко. вкусовите, токму е тоа на содржината на богатството на содржината во самиот плод. Ги прави вкусовите поинакви, побогати. И третиот момент, кога ќе сте заморен. Храната што треба да ви предизвика? Посебно органскиот производ, органскиот плод. Кога ќе зедете едно јаболко, треба да ви поврати снагата. Недостигот на органски препарати за третман на овошките низ годините, Кирил се обидел да го покрие со домашно производство на природни ѓубрива. Најголем успех вели дека постигнал со последователна ферментација на смеса на база од лук, пиперка и кромит. Копривата е многу познат помошник на органските производители, а Прцуловски го откри и неговиот проверен рецепт. Во 10 литри вода мериме 1 килограм коприва. Исецкана коприва ја ставаме во 10 литри вода. Процесот на ферментација трае, рековме, 2 недели, минимум, или од прилика. Најдобар знак е кога површината на течноста ќе добиеме на стакленост. Да стаклена малте не, тоа кој приготвувал знае како изгледа. И после таа содржината, тој чај добиен, тој фермент го мешаме со 100 литри вода. Ете, тоа е рецептот за како добиваме еден добар инсектицид. И вие задоволен ли се од резултатот од копривата? Со копривата, да, како не, да. Мислам, резултатите со копривата се видливи преку ног, малте не. И светот е многу понапред. Тие се обезбедени, имаат собствено производство на органски препарати, што нормално и цената кај нив е драстично поевтина. Кај нас е и понудата помала и се едномно скапи. Предизвиците што ги носи органското производство е причина поради која земјоделците нелесно се одлучуваат да направат преод од конвенционалниот начин. Официјалните статистички податоци на државната статистика од јавно достапните податоци покажуваат дека најголем раст на органското производство на овошки имало во 2022 година, кога бил пресметан раст од 30,2% во споредба со една година претходно. Растот во 2023 година бил 16,4%, а во 2024 само 4,8% во однос на органското производство на овошки. Државната статистика пресметала дека во 2024 година со земјоделско органско производство се занимавале 873 производители,
Во истиот период се регистрирани 4130 хектари обработлива површина, од кои 1477 хектари се површини на органско производство во преод. Работата на земјоделците со надеж дека ќе се зголеми бројот на оние кои произведуваат здрава храна, а во исто време ја чуваат и животната средина и богатствата на Преспа, ги следи и Сдруженијето за заштита на животната средина, Еко Герила Преспа. Интерес има претежно кај помладите земјоделци, меѓутоа предизвиците со кои се соочуваат е баш тој временски период на кој е потребен за да се премени од конвенционално во органско производство. Ние популарно си го викаме тој стресен период на овошките, шок периодот, бидејќи во тој период се намалуваат и приносите на јаболката и квалитетот на јаболка. И исто така недостапноста на природни препарати на пазарот, на квалитетни природни препарати на пазарот, кои што се дозволени за третирање на органско производство. Сепак имаме добри примери, иако малку, кои што и сами почнуваат да пробуваат да си прават некакви препарати и ѓубрива за заштита и за развивање на овошните насади. Од ова екоздружение веруваат дека земјоделците со помош на државата може да го врати сјајот на Преспа. Преспа би требало да биде зелена дестинација и може да биде единствена зелена дестинација која што ќе понуди многу добар бавен туризам, кој што се станува се поатрактивен на туристичката светска мапа, затоа што ги исполнува сите услови на природата што ги дала, природните убавини. И би требало да се размислува дека овие мали обиди на одредена група на земјоделци се баш првиот чекор кон водење на тоа туризмот да прерасне во прва носечка гранка во Преспанскиот регион, а производството во втора, што во некое минато време кажуваат старите генерации дека биле изедначени по големина на економска гранка. Природните убавини во Преспа ги има во изобилие. Регион помеѓу два национални паркови и со заштитени подрачја. Се што природата дала, жителите научиле да го искористат. Најпознатиот меѓу нив е Науме Петковски, овде го викаат и Треварот од Дресен. Преку семејната компанија Роза Канина го усовршиле начинот природата да ја направат многу подостапна за сите нас. Најпознат од нивните производи е преспанската горчица. Ова се практично екстрахирање на ликовите тревки, исклучиво брани од галичица од Преспанскиот регион, каде што главната одлика се висок квалитет благодарение на почвените услови и микроклиматските услови. Ова се тревките се собираат најчесто над 2000 метри надморска висина и се прави екстрахирање со помош на алкохол. Се користи домашна мастика која тука спремаме и се користат чисти води изворски каде pH факторот е над 8. Инаку процесот на правење трае 8 дена. Велите дека ферментира само на сонце, значи дека може да го произведувате само кога има сонце? Сончеви денови, да, исклучиво треба сончева енергија, затоа што со помош на неја се добива она што треба да се добие. Не може да го направите тоа со загревање или не би бил ист ефектот? Не би било природно. Нивните производи помагаат за голем број здравствени проблеми, но не само на луѓето. Во Роза Канина внимаваат и на природата. Тревките на планина ги сечат, а не ги корнат за да има и за до година, а финалниот производ го пакуваат во екоамбалажа за и нивните клиенти, дури и по грешка, да не и наштетат на природата. Внимаваме на екологијата, пакувањата ни се исклучиво во хартиени амбалажи, ова и пакуваме во рефус состојба, да видат луѓето што купуваат, се пакува во книжни кеси, апсолутно никаков отпад не останува, пакувањата ни се исто така во стаклена амбалажа, овие преспанската горчица, еликсирите, бронкомедот, медовините се пакуваат во стакло, и апсолутно не правиме никаков отпад, користиме електрична енергија од фотопанели и тоа спаѓа во таа група на еколошки. За сите тие овие работи имаме цертификати дека се еколошки, дека се органски производи.
Сертификатите ни се од Чехословачка и од нашава држава. Сака Македонија. Браво. Во Преспа сите на свој начин се обидуваат да ја заштитат животната средина и богатството да го зачуваат за следните генерации. Во центарот на градот, во познатиот млад турист, ја запознав средношколката Александра Фузевска. Има 18 години и е лидер на младите, екоактивист и со голема желба да ја заштити Преспа. Па мислам дека ние младите правиме се што е во наша можност за Преспа да остане едно значајно богатство кое што ние ќе го чуваме и нашата цел е како млади да останеме во нашиот регион, во нашиот град, затоа што е посебен од другите градови во нашата општина, во нашата држава. Посебен е по многу работи, предпознатлив е по јаболкото, тоа значи дека има добро развиено земјоделие овде, меѓутоа на какво ниво е еколошката свест? Не само кај младите, туку општо кај Ресенчани. Искрено, Знаат ли да се грижат за животната средина? Искрено и не. Помладата генерација знае, но постарите, повозрастните луѓе тоа и не го практикуваат до некој дел. И сакаме да ги потикнеме отпадоците од овошје и зеленчук да го рециклираат за да направат компост, кој што после тоа може да го користат како ѓубриво на јаболката и на сите овошки кои што се одгледуваат во нашиот регион. Додека разговаравме со Александра, разбрав дека и во кафулето Млад турист стартуваат важен процес на екопрактики. Наместо да завршува на ѓубриштата или депониите, одлучиле талогот од кафето да го преработуваат во компост. Талогот од кафето што го користиме, нема да го фрламе, туку ќе го претвораме во природно ѓубре, компост кој што ќе го употребуваме во нашите градини за растенијата и зеленилата. Ќе го претвораме во природно ѓубре, компост. За многу растенија позитивно влијае и тоа многу. Од една страна го намалуваме отпадот, а од друга страна придонесуваме за почиста средина. Талогот од кафе е супер хранливо ѓубриво за растенијата и би било штета да оди во како отпадок на нашите депонии едно и друго. Ние сакаме до крај да го искористиме нашиот производ и да имаме позитивен ефект. Позитивните екоприказни од Ресен ги завршуваме со финалните производи, а нив ги има на познатите екосајми за органска храна. Од нивата во Преспа со готовите производи Пере и Рахела стигнаа во Скопје, на сајмот за органски производи. Повелете. Добро. Шумска боровинка, комбинација со јаболко, бомба. 100% природен сок од јаболка. Да. Тоа ви е, како да кажам, овошје во шише. Значи чисто 100% како што е јаболкото, го мелиме, го пресираме, сокот го цедиме и го пастеризираме на ниска пастеризација на 78 степени. И трајност од една година. Трајноста му е една година минимум. Значи може и повеќе да е од една година. Овие ви се природни, да. Ова ви е природен јаболко и боровинка, значи чист. Ова ви е јаболко и портокал, јаболко и дуњат. Вкусот на органското производство не можете да успоредите со вкусот на конвенционално. Тоа е факт. Значи кратко и јасно. Да. Се бараат ли производите? Да, во последно ли се време, граѓаните за корист? младата популација сега и исто, значи, свесни се потрошвачите дека што е здраво, сега е срамота на ова модерно време, на оваа технологија, да пратат, значи, технологијата, интернетот, да знаат што е здраво, што не е здраво. Локалците од Преспа знаат и можат, а со мала поддршка од државата, богатството кое го создаваат на нивите може да обезбеди добра иднина за сите. Органските производители да ја сочуваат убавината на Преспа, а нивните производи нашето здравје.